Градот Скопје и општина Центар донираа 2 апарати за дијализа за Сдруженијето на бубрежно болни граѓани Нефрон. Едниот апарат е сместен во градската општа болница 8 септември, а вториот во Центарот за дијализа во Железара. На повикот за помош од Нефрон се јавија само двајца градоначалници: Трајановски со донација од 1 милион денари и Тодоровиќ од 200.000 денари. Со ова се допринесува за намалувањето на проблемите кои што ги имаат бубрежно болни за хемодијализа во градот Скопје. Се намалува тој проблем. Ние се надеваме доколку има финански средства ќе продолжиме така со помошта од овој вид на социјалната заштита, бидејќи сепак ова е една од надлежностите на градот Скопје во областа на социјална заштита, нормално во рамките на нашите можности. Средствата од општина Центар се скромни, но јако скромни, сепак очекувам дека ќе бидат од голема корист на сите оние кои имаат проблеми, бубрежни проблеми. Се надевам дека и оваа година ние ќе стоиме на располагање и со расположение за да помогнеме можеби во следна акција на ова здружение и благодарам здружението што не покани да учествуваме во оваа акција. Состојбата со апаратите за дијализа во земјава не е на завидно ниво, но од здруженијето повикуваат ваквата акција да стане традиција за да се реши нивниот најголем проблем. Далеко е од потребите, затоа што најголем дел од апаратите за хемодијализа на кои што пациентите ја обавуваат дијализата се веќе со поминат рок и очекуваме дека ова ќе биде почеток на една традиција, се со желба да се овозможи набавка на што поголем број апарати за и онака тешката положба да им се олесни на пациентите. Значи, ја поздравуваме целата акција и очекуваме дека таа ќе прерасте во традиција. Би се заблагодарил на донација која во оваа болница одавна ја нема ни видено ни чуено. Последните донации се од фармацевски куќи, односно од производители, но донациите не биле на нови апарати, туку се донирани, репарирани или со мал број на часови апарати. 10 вакви апарати набави и Министерството за здравство. Истите ќе бидат ставени во употреба во новиот центар за дијализа, кој се очекува да биде отворен на Денот на здравјето 7 април.